Продолжуваме со нашата серија за светилиштето. Реков ќе одиме полека, затоа што има многу што тука да се каже. Но најнапред една исправка моја, минатиот пат сгрешив момент кој што може би го забележавте, затоа што скоро имавме поука од излез. Значи, спомнав минатиот пат дека она кога Мојсей барал да ја види славата Господова, кога бил сокриен во Карпати, кога Господ поменал, дека било непосредно пред првите инструкции што ги добил за светилиштето. Не, првите инструкции ги добива уште во 25 глава. Излез и од 25 до 31 глава при првиот негов престој на Синај, значи оние први 40 дена кој што се наоѓал таму, ги добива инструкциите. Во 35-та глава се собираат прилозите, ако се сеќавате од првнешната поука за светилиштето, и потоа од 36-та глава до 39-та е изградбата на светилиштето. Значи, видите, и 40-та глава е посветувањето, знаете, и пуштањето во функција. И интересно, не знам дали забележавте, тоеш и во пуката стоеше тоа. Не во пулката, ама во 40 глава, ако читате, не знам кој стих, не устари го имам, јас овде 17 стих, стои дека, знаете ли кога почнало светилиштето се работа? Датум. Први. Интересно. Интересно, да. Први Нисан или Авив. Да, пролет. Да. И тоа е интересно, од први, значи почнало све. Еве излез 40:17, која сме кај тоа, веќе го имам стихот. Во првиот ден на првиот месец на втората година, се мисли од излевањето од Египет, шаторот беше подигнат. И почна со работот, како нели Мојсей го ги посветувал сите елементи постепено. Значи од светињата на светињите почнал и како? Од први почнало со работа. Не. Сега што видовме минатиот пат? Го видовме, значи, оној повик Господов, значи, онаа привлечна негова сила, Божјата љубов кон покаяние. Павле во Римјаните 2:4 ни вели дека токму Божјата добрина не води кон покаяние, значи испознанието за тоа кој е Бог и каков е Бог, не поттикнува, и нормално тоа е работата на Светиот Дух, да отидеме и да се покаеме, принесувајќи жртва на олтарот. Значи, дење знаеме дека тоа било облачниот столб, Божјото присуство, и ноќе огнениот столб. Еве го олтарот, меѓутоа претходно, ако оваа слика ќе ни послужи, Јован 12:32, јас кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Значи, онаа привлечна сила што има крстот, или овде представен крстот преку жртвениот олтар. Малку само два кратки цитата ќе повторам од Копнежот. Едниот е: вели, светлината што свети од крстот ја открива Божјата љубов. Неговата љубов не привлекува кон него. Ако не му се спротиставиме на ова привлекување, ќе бидеме доведени во подножјето на крстот со покаяние за гревовите што го раснале Спасителот. Тоа е еден клучен момент, би рекол, за грешникот, како што кажав минатиот пат, дека кајањето е првиот чекор, и многу клучен чекор, затоа што кај олтарот, кога грешникот ќе ја положи таа жртва, всушност се случува тоа одвојување на грешникот од гревот. Се разбира, не е тоа, не е помирен се уште, затоа и потребен оној ден на помирување, значи битна е и службата на свештеникот, понатаму ќе зборуваме за тоа, значи таа крв, која што ќе се пролее од жртвата, потоа свештеникот ја внесува во светилиштето, и тоа, сеќавате колку врсти на жртви постоеле. Левите, ако читате тамо од 1 до 5 глава,
Значи, имало паленица, она што се пренесувала навечер, на саба или навечер, секој ден, помирителна жртва, жртва за грев, тоа е таа најважната, и за престап, што било нешто слично, да, и само кај жртвата за грев, крвта се внесувала во светилиштето. Добро, да, тоа веќе се тие други. Токму тогаш, уште еден цитат од Патриархот Христа, 36 страна, оригинал, токму тогаш кога најпотполно ќе ја сватиме Божјата љубов, најдобро ја увидуваме и злобата на гревот. Тоа едно со друго оди. Че сваќајќи ја Божјата љубов, ја сваќаме и злобата на гревот, а тоа најлесно се сваќа токму таму кај крстот или кај олтарот. Кога макар до некаде ќе ја сватиме големината на жртвата што ја дал Христос заради нас, тогаш нежност и понизност ќе го смекнат и нашето срце. Тоа е оно што е потребно за да дојде до покаяние, затоа што човечкото срце е тврдо. И не е баш едноставно да човек признае и да се покае. Природно, мислам, човек тоа не би можел, затоа е потребно делувањето на Духот Свети, затоа се вели дека и покаянието доаѓа од Бога. И таа добрина Божја, како што читавме, или неговиот карактер, не води кон покаяние. Сега да прочитаме за описот на олтарот, се наоѓа во 27 глава описот, ако се сеќавате во Излез, таму читавме, но од 9 стих понадоле читавме за оградата на самиот двор, предворието, а сега ќе читаме првите 8 стиха, тука е всушност описот за тоа што и како бил направен овој жртвен олтар. Бронзен жртвеник, така носи и насловот на оваа глава во Константинов. Значи, читам од првиот стих. Направи жртвеник од багремово дрво. Денеска беше спомнат ситим, така беше? Шитим, да, багремо, да, багремите, да, точно. Веројатно било избрано затоа што било најцврсто, најотпорно на распаѓање, да кажеме, багремовото дрво. Веројатно таму доста го има. И знаете каков е багремот, или доста цврст. Да. Па мислам дека, ако не се лажам, до 4-то деление пред се тоа, сега, не знаете, во Свети Николе Гоце Делчев школата кај што учев, кај се наоѓа, тука имаше одма под школата расадник, го викавме, значи едно као паркче, со различни дрва и најчесто кога не праќаа учителките да идеме да искастриме некоја прачка за тепање, знаете, за воспитување, тоа беше од багрем, имаше доста багреми тоа. Добро, боцките тоа ќе се отстрани, тоа се отстрануваше, ама значи за тепање беше добро. Долг 5 лакти. Значи должината му е 2,5 метри, ајде, како што ние констатиравме прилика пола метар дека е лактот за полесна пресметка. И широк 5 лакти, значи коцкаст. Односно, да, не е баш, затоа што висината му била 3 лакти. Метар и пол, да кажеме. Висина. Сега овде не е прикажано, мислам дека имало постојле, затоа што, не знам дали тука тоа стоеше. Направи, вели, рогови, вториот стик, на неговите 4 агли, тоа овде се гледа. Роговите нека му бидат од едно парче со него. Значи, истото тоа дрво, така направено, излеано, изделкано, за да бидат од исто парче и роговите. И сето тоа требало прецизно, значи, како што биле Божите инструкции се направи. И опкови ги со бронза. Затоа се вика, значи, бронзен жртвеник. Значи, тоа багремово дрво, од кој што бил направен, потоа било опковано со бронза. Натаму направи за жртвеникот садови за собирање на отпадоците. Тука нешто има, да, од страна прикажано. Значи, тука имало доста, нели, колење, дерење, мислам, сечење, па тие внатрешни органи при некои жртви вадени и така натаму спалувани дел од нив.
лопатки, грнчиња, вилушки и кадилници. Сите прибори за жртвеникот направи ги од бронза исто така. Потоа направи за него решетка од бронза во облик на мрежичка. Тоа некаде овде се гледа. Веројатно служило за пепел или што да паѓа надолу, да. Мрежа, решетка од бронза уствари во облик на мрежичка, а на 4 агли на мрежичката направи 4 колца од бронза и стави ја под издаденоста на жртвеникот. Значи, спомнува, издаденост има некоја, така да зафаќа до средината на жртвеникот. Како што е овде негде под прилика прикажано. Потоа направи ластегарки или лостови, подобро стои во другиот превод, знаете, оние као мотки, да кажам, кои што служеле за да се пренесува жртвеникот, тоа стои понатаму. Направи, значи, ластегарки за жртвеникот, ластегарки од багремово дрво, исто така, па опкови ги со бронза и тие. Нека ластегарките бидат провлечени низ колцата, еве се гледа тука, така што ќе дојдат на двете страни на жртвеникот, која ќе се носи. Направи го шуплив од даски, како што ти е покажано на гората, така нека е и направен. Значи, точно, Господ сака прецизност. И сега, што се случува со грешникот? Да предпоставиме дека некој си, може да го рече Петко, ама ајде нека биде некој еврејско име, не знам. Халев, ајде Халев, ајде. Може и Бенџамин, ајде, Бенјамин, уствари Бенџамин е американско. Венјамин, ајде, нека биде, по-нашки. Едно од моите поомилени имења библиски. Венјамин. Дејан не се љути, него Дејан може би, ако признае, ако ме гледа, може би името на својот син го стави по тоа што јас често пати му трбев дека ми е тоа едно од помилените имења. Не знам сега, тоа он треба да каже. Како и да е, ајде нека биде Халев, да. И сега што се случува? Еве го логорот, поставен, како што кажавме, на оддалеченост од прилика на 1 километар од светилиштето. Туку имало цел километар. И сега грешникот, кој што решава да се кае, зема јагне, може да било и јаре, читате тамо во, не мора да се забавиме толку многу со жртвите, ама видови на жртви, меѓутоа еве нека биде јагне, најблиску ни е некако како жртва, кој што нели го символизира Исуса, и го зема и, пазите, тоа е еден, не знам, не е баш едноставно, тоа било еден срамен чин. Срамно било сега, ти да го изодиш целиот тој пат и потоа тука на видик на сите си, на чистинка, цел километар се движиш кон влезот од предворието на светилиштето прво. Сите те гледаат. О, да, ако си бил од оваа страна, ќе треба и малку да вртиш, да, точно. Уште потешко. Значи, на гледање на сите си. И, ако читате тамо во 4 глава, не мора да читаме сега во Левит, точно се опишува, значи, што прави. Значи, влегува и сега, свештеникот му објаснува тука што и како, тоа е негова работа, и ги полага први рацете врз главата од јагнето и со тоа символички неговите гревови се пренесуваат на таа невина жртва. И потоа, што следи? Најкрвавиот дел. А овде мора да напоменеме, ги исповеда своите гревови. Не на свештеникот, тука на Бога. Така, да, со рацете врз главата на жртвата. Потоа свештеникот му дава, еве, нож нека е, веројатно, нешто такво, за да самиот го заколе тоа јагне. Не, самиот грешник. Тој мора да ја види самиот, да ја свати грозотијата на гревот, значи.
Значи, страда таа невина жртва. И сега понатаму, да, со прстот, па ја носел крвта, тоа понатаму ќе гледаме, големиот дел од крвта, најголемиот дел се исторел тука некаде на дното. Како и да е, но целиот тој пат, значи, требало да го помине грешникот, еден понижувачки пат. Може да замислите сега, дали да предпоставиме вака, значи дека станува збор за вистинско кајање. Ја мислам дека само при вистинско, не само, под наводници тоа, при вистинско кајање можел човекот слободно да отиде и да го принесе, да ја принесе таа жртва, затоа што вие кога сте привлечени на таа Божја љубов, кога сте свесни во сигурноста дека ќе биде простен гревот, нема тука срам, не гледате ништо вие. Целта ви е да стигнете тамо и да ја завршите работата и Господ да го тргне гревот од вас. И сега, може ли тоа некој да го одглуми? Да ја прашам. Па и, сега не знам. Се гледало, да не ви ја пуштам пак оваа слика, значи. Многу добро се гледало од Божието присуство. Може ли некој да одглуми? Можно ли е? И тоа како? Знаете ли дека некој само праведен, упа тоа ќе биде шоу. Па он ќе обожава да се прикаже тука пред цела публика. Ти таквите обожаваат, колку е можно повеќе публика да има. Затоа што правеле фарисеите? Зашто ги правеле оние молитви по улици, по она? За да ги види народот. Тоа е уште поголема мотивација, значи, и имало тука сешто. Секако. Но, ако не е вистинско кајање и што вели Елен Вајт, ајде сега тоа следниот пат ја го зборуваме, имам друга намера нешто да зборувам вечерва, меѓутоа, што значи, што е вистинското кајање? Вистинското кајање вели жал за сторениот грев и одвојување од гревот. Да, оставање, се одвојуваш едноставно. Го оставаш гревот, да. Ако не е вистинско, онда нема такво одвојување. Значи ти тоа го правиш, што го правиш и интересно е што, односно жалосно е што, конкретно зборуваме за она жртва за грев, таа ни е битната, таа се принесува за сторен грев и тука мора да има покаяние, но може би по-често на она паленица жртва може да се случи да тоа стане чиста формално, знаете, тоа се случува секој ден. И да изгуби грешникот, свештеникот суштината. Како што и се случило, Исус доаѓа во храмот во негово време, а тие не го препознале. Че јагнето Божие, она на кое што укажувала целата светиња, сите тие јагниња, сите тие жртви што биле принесени, тие не го препознале. Читаше и Ивана и така се погодија цитатите, значи служба од срце, искрено, постојано тоа се нагласуваше. Ако не е од срце, џабе е. Ако тоа се претвори во обична форма, наистина е џабе. Жалосно е, мислам. Тогаш, а замисли си па денес, кога не пренесуваш ни жртва, ни ништо, полесно или потешко е да одглумиш? Па се зависи за тоа кој каков глумец е, меѓутоа полесно е во секој случај, затоа што нема толку церемонии. 50 псалм. Не случајно овој псалм, го проучувавме пред некој време, ама не случајно овој 50 псалм е пред кој? Пред 51-иот. Се разбира кој што е покајничкиот псалм, кај што ќе го видиме следниот пат вистинското покаяние какво е. Но 50-иот псалм се бави со еден проблем што можеме да наречеме неразумна служба, значи формалната служба или она лицемерие. Значи овде
е опишана и формалната служба и лицемерието. Лицемерната служба е навистина неразумна служба. Тоа е нешто многу неразумно. Господ го собира цел Израел, така на кратко описот, ќе поминеме низ некои стиховите, поважни, колку имаме време, и излегува на суд, со суд всушност пред нив, во врска со нивната несоодветна служба. Да, тие постапувале како што Господ кажал, значи тие принесувале жртви. Тоа не било проблемот. Жртви принесувале. Меѓутоа, сепак Господ не ја прифаќа нивната служба. Значи нешто тука не штимало. Во Јован 4 глава, само на кратко да отидеме таму, не мора ни да отвараме, значи Исус се среќава со самарјанката. Што и вели? Што во превод значи она доаѓа час и веќе тука кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на таткото во дух и вистина. Од срце. Во превод тоа значи од срце. Бог е дух и кој му се поклонува, треба да му се поклонува во дух и вистина. Од срце. Инаку, залудно е. Сега 50-тиот псалм од почетокот. Бог над боговите, Господ говори, ја вика земјата од изгреј сонце до зади сонце. Од прекрасниот Сион Бог заблиста. Нашиот Бог доаѓа и не молчи. Пред него врви оган што проголтува. Околу него бесне силна бура. Видите, имате силен речник овде. Тој ги повикува од озгора небесата и земјата за да му суди на својот народ. Соберете ги моите избраници, кои со жртва склучија завет со мене. Небесата ја објавуваат неговата праведност. Тој е Бог судија. Значи имаме една сцена на суд, можеме да кажеме. Господ ги повикува, ја повикува цела земја, сите да бидат еден вид како сведоци. Тој се суди со својот народ. И сега под насловот овде, кој што следи во Константинов е Бог суди намера, а не надвршна побожност. Слушайте, народе мој, јас ке зборувам о Израеле, 7 стих, ке сведочам против тебе, јас, Бог, твојот Бог. Не те корам заради твоите жртви. Тоа е окей, во ред. Јас барав жртви и вие ги пренесувате жртвите. Не те корам заради твоите жртви. Твоите паленици се секојаш пред мене. Овде се спомнати паленици. Не ке земам јунец од твојот дом, ни јарци од твоите трла. Зошто се мои сите горски животни, 1000 зверови по моите ридишта? Што вели Господ? Не ми требаат мене вашите јарци, но тој онака е се мое. Се е мое на оваа земја. Мене не ми е до јарците, до јагнињата. Кај застанавме? 11. Ги знам сите горски птици, мое е се што се движи по полињата. Кога би огладнел, не би ти рекол, зашто моја е земјата и се што ја исполнува. Че не дека сум гладен јас, па сега барам од вас жртви. Значи, невиден месар бил Господ, ако е така, значи, само месо барам. Не е до тоа дека е гладен. Зар јас да јадам биковско месо или да пијам јаречка крв? Па што ми мислите? Принеси му на Бога благодарна жртва, исполни ги своите завети на Севишниот и повикај ме во тежок ден, ќе те ослободам и ти ќе ме славиш. Господово е се, како што вели овде, цела стока, сите птици, горски птици, не дека сум гладен, се е тоа мое. Што е оно што не е негово, го бара? Нашето срце. Тоа е. Тоа е оно што му треба на Бога. Значи, ако службата не е од срце, Господ не ја прифаќа. Затоа и овде овака им се обраќа и не е ово единствениот момент. Ајде да се подсетиме на Исаија, минатиот пат малку спомнав, Исаија, 1 глава. Често пати знаеме да цитираме овде.
од 10 стих. Божи барања за свет живот, е овде под насловот во Константинов. Чујте го Господовото слово, содомски главатари, послушај го законот за нашиот Бог гоморски народе. Каков речник и ова овде. Зошто ми е мноштвото ваши жртви, говори Господ. Сит сум од овенски паленици и од мрсното на згоените телиња. И крвта ми се згади од бикови, јагнини и јариња. Кога доаѓате да ми го видите лицето, внимавате каков речник користи овде Исаија. Истиот речник на светилиштето. Прва глава, од Исаија, 12 стих, кога доаѓате да ми го видите лицето, кој од вас бара да гази по моите предворја? Еве го речникот на светилиштето. Доаѓате, сакате да се сретнете со мене, да ми го видите лицето. И ми ги обесчестувате предворјата, уште тука, уште на старт. Ми газите по моите предворја. Прекратете да ми носите ништожни приноси. Таквите приноси за Господа се ништожни. Темјанот го замрзив, млади месечини, саботи, собори, не поднесувам празнувања и беззаконија. Ова е клучното, би рекол. Празнувања и беззаконија. Значи, па целта на сето ова, на целиот овој систем, на сето ова што Господ го направил е да се отстрани гревот. Гревот е пречката, затоа се тие една завеса, друга, трета, значи не можеш до Господа да стигнеш така со грев. Кога не би постојал грев, како што читавме во новиот Ерусалим, нема грев, сите се безгрешни, насекаде е Божјата слава, нема никаква препрека. И за да се тргне таа препрека, потребно е покаяние, потребно е благодарна жртва, како што треба од срце, за да едноставно се сретнете со мене, да бидеме повторно заедно со други зборови. Меѓутоа, вакви формални жртви Господ не прифаќа. Вашите млади месечини празници ги мразам од сета душа. 14 стих. Тешки ми се, не можам да ги поднесам, замислете. Ги мразам, вика, од душа. Замислите си да сте во заблуда, секоја сабота сте во црква и служите тука и се, а Господ да не ви ја прифаќа таа жртва, дури да се гади од таа жртва, од таа служба. Затоа што тој знае, тој гледа на срце и доколку е формално. Кога ги ширите раците за молитва, дури молитвен час, молитва, јас ги одврќам очите од вас, само ги множите молитвите, и јас не ве слушам. Раците ви се натопени во крв, и потоа вели, измите се, очистете се. И што мислите, зошто Давид, кој што вистински се кае, па го напишал 51 псалм, што бара? А он не само што го признава вистински гревот, не ја крие вината, туку бара и очистување од гревот. Што беше вториот елемент во предворието? Мијалникот. Меѓутоа, за тоа понатаму. Значи, Давид ја сватил суштината на гревот и што треба да се стори со гревот за да тој биде одвоен од него, чист, значи, чисто срце бара. Значи, не му требаат на Господа, не му треба формална служба, значи, она што не е од срце, не е прифатливо за него. Формалност. Или овде исто го спомнува лицемерието во 50 псалм од 16 до 20 стих, ајде. А на грешникот Бог му проговара: зошто ги толкуваш моите наредби, зошто го ставаш мојот завет во твојата уста? Значи, на уста се ке слушне човекот. Ти кому стегањето не му е пријатно, па моите зборови ги фрлаш зад плеки. Во суштина ги фрлаш зад плеки, баш ти е гајле. На уста да, ама во суштина животот ти е никаков. Лицемер. Кога ќе видиш крадец, кој ти е животот во суштина, кога ќе видиш крадец, се побратимуваш со него и се дружиш со прелюбници. Својата уста му ја предаде на злото, а твојот јазик плете измами. Во друштво зборуваш против брата си, го клеветиш синот на својата мајка. Значи, еден безбожен живот, а на уста и завет, и заповеди, и не знам што. Тоа му е гадно на Господ. Значи.
И сега овде во псалмот Бог стапува на сцена, тој такво нешто не може да трпи и затоа вели изобличување лицемерството од 16 стих, не тоа го читавме, меѓутоа 21 стих. Сето тоа го правеше јас да молчам, вели Бог. Зар мислиш дека јас сум сличен на тебе? Зар мислиш дека, како што мислиш дека ти тоа кај тебе поминува, мислиш дека кај мене ќе помине? Формална служба, знаете, тоа ме потсеќа како кога работев 2-3 лета сезонска работа во Свети Николе во таа конзервна индустрија, тие ми се единствените месеци забележан стаж, да кажеме. Има, па што знам, 6, 7, 8, 9 месеци. И имаше добри шефови, ќе ти каже, ќе дојде, ќе ти каже што да завршиш работа и он ќе си замене. Сега ти ако си формално таму да утепаш некој саат за да земеш плата на крајот, ќе отиде шефот и ти ќе се шуткаш, ќе нема ни да работиш. Тоа кај Господа не оди. Или од срце службата или не, значи не можеш. Отскоро читавме за Исуса во утринските стихови исто така, значи за него немало работно време, оваа работа нема работно време од толку до толку, да речеме. Не. Ако е од срце, тогаш не бираш работно време. Секогаш треба да си достапен на Бога и на своите ближни. Но послушайте ги овие цитати, со нив ќе завршиме, времето не гази. Четврто сведоштво. Покажани ми се припадниците на црквата во разни области кои тврдат дека го држат Божиот закон и го очекуваат второто Христово доаѓање, доека меѓу нив во вознемирувачка мера, Елен Вајд била вознемирена во тоа време, меѓу нив во вознемирувачка мера преовладуваат рамнодушност, горделивост, љубов кон светот и студен формализм. Проклетството кое што Христос го изрекол на неродната смоква. Ивана читаше нешто, така? За неродната смоква зборуваше таму за оние кои што живеат сами за себе. Да, таа служба исто прикажана преку. А овде вели формализам, исто е тоа, значи само за луѓето, пред луѓето. Проклетството кое што Христос го изрекол на неродната смоква ја представува најдобрата проповед за сите такви формалисти и лицемери кои пред светот се расфрлаат само со лисијата, доека се потполно лишени од плодот. Каков укор за оние кои имаат обличие на побожност, но со својот нехристијански живот во потполно се откажуваат од незината сила. Оној кој секојаш така милостиво и сочувствително постапува и со најголемите грешници, кој никојаш не ја отфрла со презир вистинската понизност и кајање, колкаве и да е вината на престапникот, најостро ги осудува оние кои се прават многу побожни, но ја негираат својата вера со делата. Че они што се бесплодни. И овој вториот цитат уште појак, пето сведоштво 2.26. Вели, никој не е поддалеку од Божјето царство. Че видите, целта е да се доближиме до Бога, да дојдеме кај Бога, а оној кој што формално ја прави службата, тоа е, значи никој не е подалеку од него, од Божјето царство и од Бога. Никој не е подалеку од Божјето царство од самоправените формалисти, кои се гордеат со собствените достигнувања, иако во нив ниту најмалку го нема Христовиот дух, туку и робуваат на зависта, љубомората, славолюбието и желбата за признание од луѓето. И вика, тие им припаѓаат на луѓето кои Јован ги нарекол рожби змиини, деца на злиот. Тие луѓе живеат меѓу нас, незабележани и без да предизвикаат сомнеш. И тоа ги прави опасни за остатокот на црквата. Таквите луѓе, значи, само правените формалисти живеат меѓу нас, незабележани и без да предизвикаат сомнеш. Тие подобро му служат на сатаната од најподлите расипници. Па нешто слично имаше и тој цитат, што се читаше. Че оние кои што отворено грешат, се поарни од оние кои што се тука, наводно служат на Бога, а
Значи, тие луѓе живеат меѓу нас незабележени и без да предизвикаат сомнеш, тие подобро му служат на сатаната од најподлите расипници, бидејќи овие не се кријат. Значи, подлите расипници се отворени, не се кријат, а овие другите се сокриени, тешко забележливи дури. Туку се покажуваат такви какви што се, значи расипниците. Страшни цитати, меѓутоа, ова, еве како Господ го изобличува и како го сваќа формализмот и формалната служба. Имаше една мисла, со таа и ќе завршам. Вели, денешното христијанство не страда од атеисти, туку од формалисти, така некако беше мислам дека. Така да, знаете, во случај кога не ви е прифатена жртвата од Господа, вие може да си мислите дека е така, меѓутоа, вие не можете да мрднете од првиот предмет, односно од жртвениот олтар, не можете да мрднете понатаму, а целта е, да, физички, грешникот не може да оди понатаму, меѓутоа со вера, ние треба да влеземе во светињата над светињата, до таму треба да стигнеме, за да се среднеме со Бога. Меѓутоа, вие во овој случај не може да намрднете од првиот предмет. Дури во случај, ако вистински се покаете, и после се случи да сгрешите, пак се враќате назад, повторно е потребно покајание, повторно истиот процес. Веројатно, следниот пат треба да биде побрзо тоа, сето. Ако сте осведочени како што треба, или пак со текот на времето може и да го затворите своите срце, да се стврднете и така ќе преминете во формалисти, или не знам, може би ќе си седите тамо во кампот, па ќе се криете. Нема да го признавате гревот, ама и 32-иот псалм, кој што исто така Давид го запишал, поубаво пишува. Односно, не, пословици имаше еден стих, 20 некоја глава, кој што вели дека, се сеќавате минатата поука која зборувавме за тоа, ако не беше Зоран коментираше, што е успех и што е среќа. Врз основа на оние стихови 1 глава 8-9, тука некаде Исус Навин. Успех има оној кој што, односно, нема успех оној кој што ги крие своите гревови, а оној кој што ги исповеда наоѓа милост, така некој беше тој стих од пословици. Да, престапи. Значи, успехот е, ако ги, тоа е навистина успех, да ги покаете своите гревови, да ги признаете и вие сте на патот на успехот и блажен е оној, 32 псалм така почнува, чии што гревови се простени и кои што Господ не му препишува вина. Значи, среќата и успехот во тоа се состојат. Да разграничите и да отргнете гревот. Тука е среќата и успехот за еден човек, за еден христијанин. Значи, во христијански рамки, онака како ние размислуваме, светот, оставете го светот за успех и среќа, сосема нешто друго размислува. И тоа, вистинскиот успех и среќа ако расчистите со гревот. И може да замислите сега новата теологија што ја учи? Нема успех, не може. Нема ни среќа, значи, со тоа. Значи, ке си грешите вие до крајот. Епа, ако грешите до крајот, нема ни да мрднете од тука. Значи, треба да влезете во светињата над светињите. Тоа е, може би, долг пат, меѓутоа и не е ни толку тежок, ако го правиме со Бога и под дејство на и влијание на Духот Свети. И ако дозволиме да Духот Свети не води до тука, ќе застанеме, значи, навистина има многу што да се каже, ќе продолжиме следната сабота. Слава нека му на Господа. Амин.